Јас би сакал и ќе продолжам да дискутирам за состојбите во здравството, затоа што мислам дека на нашето здравство не само што му е потребен нов заменик министер, на македонското здравство му е потребен и нов министер да се замени, разреши, отпушти и да се даде оставка Венко Филипче. На македонското здравство му е потребен и нов премиер. Зошто? Господине Заев, ќе продолжам со прашањата и би замолил за подетално објаснување, затоа што не е работата наивна, сомнежите кај јавноста се огромни и големи. Ќе ве прашам повторно, господине Заев, зашто дискутира, зашто се среќава на вечери и ручеци вашиот брат Вице Заев и министерот Венко Филипче? Господине Заев, јас не верувам во вашиот одговор, каде што од оваа говорница денес ни порачавте дека Вицето и Венко разговарале, цитирам за вас, разговарале за ортопедски прашања, за закажување на приеми за мој термин, дека Вицето и Венко Филипче разговарале за хуманитарни прашања и така натаму и така натаму. Господине Заев, мојот сомнеж е дека Вице Заев и Венко Филипче разговарале за тендери во здравството. Мојот сомнеж, господине Заев, е да ни дадете одговор како тоа фирма на човекот 27-28 години, Александар Јовановски Жути, добива еден куп тендери во здравството. Мојот сомнеж, господине Заев, е дали Венко Филипче и Вицето разговарале за договори и закони за марихуана и за средби со белосветски мафијаши. Господине Заев, нашиот сомнеж само една е секунда, се господин тоа. Ѓорчев. Господине Ѓорчев, тука е присутен, стопирајте го времето. Тука е присутен претходниот председател на собрание, каде што принципелно имавме договор. Фамилиите да не ги мешаме во политика. Имате прашања колку сакате на премиерот, може да му поставите, ќе има шанса да ви одговори во нормална процедура. Затоа сметам дека е добро да се држиме до достоинството и до деловникот. На вас остава како ќе се однесувате. Впрочем, подпишувам и етички кодекс за пристојно нормално однесување на сите нас кои што сме овде во салата. Повелете. Јас ова само го кажувам од принципиелни причини. Благодарам. Почитувани присутни, јавноста со право прашува, затоа што Вице Заев е помеѓу главните бизнис инвеститори во оваа држава. Затоа што јавноста со право е револтирана. Затоа што имаме закон за марихуана поднесен во ова собрание од владата на Зоран Заев и неговите 28 министри со европско знаменце. Господине Заев, кажете ми, која е таа европска регулатива, кој е тој европски пропис, каде што закон за марихуана во Македонија сакате да поднесете кој што му одговара на Вице Заев и на фирмите на вашето семејство, а каде што треба да се даде европско знаменце? Има ли таква европска регулатива, каде што за потребите на Вице Заев, Биг Майк и останати личности ќе носиме закон со кој што ќе сервираме марихуана на младите генерации, каде што од Македонија ќе направите еден голем Лазарат. Каде што од Македонија ќе направите еден голем Лазарат. Господине Заев, зошто толку го браните Венко Филипче, кога според сите анкети е убедливо најнепопуларниот министер во Македонија? Апсолутно најнепопуларен министер, но истовремено најзаштитен. Најзаштитен затоа што пред 2 дена имате анкета, истражување, согледување и анализа на Институтот за граѓански комуникации, од сите министерства, од сите членови на владата, од сите владени институции, најлошо е Министерството за здравство. Констатирам и цитирам, вели Институтот за граѓански комуникации, најниско ниво од Министерството за здравство на транспарентност,
отчетност и интегритет во јавните набавки. Уште еднаш цитирам, најниско ниво на интегритет во јавните набавки. Министерството на Венко Филипче. А најзаштитен. Влакно не му фали од главата. Почитувани присутни, имаме ситуација во здравството уште еднаш, каде што тендери добиваат фирми на дечки кои што имаат 27, 28, 29 години, кои што никој не ги видел, а добиваат тендери. Господине Заев, дали вие се имате сретнато со Александар Јовановски жути? Дали Венко Филипче се има сретнато со Александар Јовановски жути, кој што добива еден куп тендери во здравството? Господине Заев, дали вие сметате дека е ремек дело договорот кој што ќе чини Македонија 72 милиони евра, а каде што 24 дена предходно регистрирана фирма во Македонија добива бизнис? И вие велите под наводници бесплатно, а ќе треба да се плаќа од гранични премени, ќе треба да се плаќа од влезна Македонија и така натаму. Бесплатно, ама ќе чини 72 милиони евра. Господине Заев, уште еднаш ве прашувам, значи, сериозно е прашањето, сомнежите се големи. Зашто дискутирале Вице Заев и Венко Филипче на нивните средби? Вие велите, господине Заев, и од кога се познаваат? Еве кажете од кога се познаваат. Дали се познаваат 20 години, дали се другари, или сега откако едниот е министер, а другиот е предприемач, последни неколку месеци? За се ќе разговараме, не е проблем. За се. Господине Ѓорчев, после кога некој ќе ви одговори Господине соодветно Заев, се лутите, ќе дофрлате од место. уште еднаш, сомнежот во јавноста е дека Вицето и Венко Филипче разговарале за тендери, за закон за марихуана и за еден куп други теми. Тоа е сомнежот. А вие велите дека Вице Заев и Венко Филипче разговарале за ортопедски помагала, за закажување на прегледи на пациенти и за хуманитарни прашања. Јавноста нека каже на кого му верува. Господине Заев, ние требавме да имаме клинички центар во Скопје за 72 милиони евра, со камата од Банка на Советот на Европа 0,6%. 0,6%. Беше 92 заедно со клиничка болница Штип. Во Скопје беше 72, дополнителни 25 во клиничка болница. Е сега, господине Заев, вие велевте дека е тоа прескапо, дека е тоа премногу, дека е тоа трошење, растрошување и растрошност. Господине Заев, вие сега велите клинички центар за пола милиарда со камата од 3% од комерцијални банки. Па да, нормално дека ќе ви дадат комерцијалните банки камати и кредити, затоа што си велат не пола милиарда, милиарда потрошете, милиарда и пол, 2 милиарди. Тоа е плячка на векот. Со се анекси тоа ќе дојде до 700 милиони евра. Тоа е плячка на Македонија. Тоа што го најавувате. Сакате да компензирате тоа што во оваа програма немате буквално ништо реализирано. Отворете ја вашата програма за живот во Македонија на СДСМ и ќе видите дека една работа немате реализирана во здравството буквално. Ниту во основната верзија на програмата, ниту во планот 18. Во планот 18 велите во 18 месеци ќе реализираме тоа. Јас одев точка по точка, една работа немате реализирана во програмата. Нула, ништо. Сакам да ве прашам, господине Заев, значи уште еднаш, дали се согласувате ова со хеликоптери што ќе треба да ги плаќаме 72 милиони евра? Вие велите нула, објаснете го проектот. Вие велите шведскиот инвеститор и шведската фирма Саша Джакович. Може ли да не објасните кој е шведјанецот Саша Джакович? Господине Ѓорчев, Вие велите дека имате инвеститор од Шведска. заменик од министер кој што е предложен за здравство. Заменик, врска со темата. заменик министерот ќе биде мртво слово на хартија, заменик министерот нема ништо да може да направи,
затоа што во ова министерство главниот збор го води Венко Филипче и некои други ликови. А граѓаните на Македонија ја плаќаат цената од сето тоа. Имате најнепопуларен министер по сите основи, имате министер што нема реализирано една буква од оваа програма, а истовремено е најзаштитен. Се прашуваме зошто е тоа така. Зошто е тоа така? Катастрофа ни се случува во здравството. Остануваме без здравство. Народот е незадоволен, а катастрофите се евидентни и секојдневни. Благодарам. Благодарам. Пред да му дам збор на